ние сме во кујната се уште, кафето на Ивана веќе треба да почне да се прави. Да видиме дали кафето веќе го испил Ненад Георгиевски, кој што не очекува на линија и веќе го гледаме, така што ќе го поздравиме од студиото. Ненад, со кој што утрово ќе го најавиме она што денеска и утро ќе се случува во киното Фросина во Младинскиот културен центар. Станува збор за 11-тото издание на Скопје Cinema City. Верувам дека оние кои што се длабоко навлезени во филозофијата на фестивалот и со нетрпение го очекуваат и ја очекуваат новата програма, за која што Ненад топу ти ќе ни споделиш утрово. Добро утро. Добро утро. Добро утро, Цеце. Добро утро и на вашите гледачи. Денеска почнува 11-тото издание на Скопје Cinema City. Се работи за дводневна филмска програма и една изложба која што ќе се случи во јавна соба. Проекциите почнуваат вечерва во МКЦ во киното Фросина со почеток од 19 часов. И ќе го прикажеме филмот Контрол. Да, со кој филм отварате? Со кој филм официјално се отвора вечерва програмата? Малку повеќе за филмот, зашто тој филм ете можеби за отварање на фестивалот. Така, видете, фестивалот почнува со филмот Контрол на режисерот Антон Корбајн, кој што ни е нашиот лауреат за оваа година. Значи, почнуваме секојаш фестивалот со омаж на некои режисери или тој кој што нам ни е лауреат, да кажеме. Ние му доделиме награда за животно дело. За жалом, тој нема да биде вечерва во Скопје, но се надеваме дека на некои други изданија на фестивалот ќе биде. И тој е филм за групата Joy Division, тој е биографски филм. Нели, концептот на нашиот фестивал е музички документарни филмови и со овој филм правиме едно штуцање, така искачање од таа наша матрица и прикажуваме игран филм наместо само документарни филмови. Меѓутоа темата е сепак музика. И ова е филм кој што се базира на книга која што оддавна имав преведено и ете сега се оствари тоа да го прикажеме и филмот. Утре имаме, бидејќи Холандија ни е земја во фокус, Антон Корбајн е познат холандски фотографи и режисер. Имаме и филм за Бимхаус джез клубот. Имаме и филм за македонскиот хип-хоп. И ете, например, после во јавна соба имаме изложба моја на фотографии од разни патувања. Ето, тоа е така една груб опис. Да, ти се ни одговори, Ненад, во едно прашање, ама имам уште прашања. Да, пред да позборуваме малку или подетално за фестивалската програма, она кое што е добро да го кажеме, со оглед на тоа што ова е 11-то издание на Скопје Cinema City, доста веројатно доволно искуство за да се формира една програма. Рековте дека Холандија е во фокусот оваа година, тоа значи дека и минатите години различни земји се во фокусот. Како се прави тој избор и кој е критериумот кој што нели помага за да се нели одреди земја, а понатаму и да се формира самата програма? Па добро, тоа е соработката, нели, имаме ние концепт кој што сакаме да го примениме. Тој не ни дозволува секогаш да некој преголем избор, нели, на земји и режисери, нели. Сепак е музиката и документаристиката тоа што ни е во фокус. Мислам, точно знам што ќе биде за 12-тото издание, меѓутоа прво да го реализираме 11-тото. Секако сакаме да прикажеме ширината на нечија земја што се однесува до музиката и до тоа што се нуди како документарен филм. И со тоа тоа е начин на кој што ние правиме скокови и носиме некои нови содржини за нас. Да. Ненад, ја спомена изложбата која што ќе биде на 1 ноември во просторите на јавна соба. Тоа е твоја изложба насловена Географии, лица и улици. До кога ќе биде отворена изложбата? Зашто станува збор? Ајде малку внесене во тој свет. Изложбата се состои од серија патувања. Значи фотографии од патувања кои што се случиле 22 и 23. Значи патувања по
земји како Холандија, Америка, Белгија, Австрија, значи тоа се повеќе емотивни бележја отколку некои така технички фотографии. Таа се нарекува географија лица и улици и сам се извинам. Да намислам поголо. Нема проблем. Да се види домашната атмосфера. Така, и тоа утринска. И тоа се серија од многу интересни локации, градови и луѓе и настани на кои што сум сведочел. Да кажем, и сум пишувал како новинар. Да, тоа значи дека каде и да патуваш, користиш такви некои моменти да украдеш можеби од секојдневието на локалците таму некаде во земјата во која што си и тоа да го овековечиш? Да. Мислам, се работи за некои книги кои што јас ги пишувам и кои што требаше, да признаам јавно, кои што уште не се спремни, меѓутоа изложбата беше спремна. Тоа е уште едно штуцање за мене, значи искачање од некоја матрица, каде што обично пишувам, нели, концептни рецензии, интервјуа и такви работи. Меѓутоа сега вклучив и патеписи и такви работи, и извешти за изложби, посети на музеи и така. Да, Нинат различни... И оваа изложба ги рефлектира тие работи. Различни нешта може да разбудат инспирација, особено кои оние кои што тоа така го гледаат преку своја перспектива, а веројатно можности за публиката тоа да го доживее на изложба. И кога зборуваме за публиката, добро е да споменеме и за изминатите години, но и очекувањата оваа година или денес и утре во Кино Фросина на фестивалот Скопје Cinema City. Колку сте задоволни како организатор за самата посетеност, интересот кој што го има македонската јавност за да погледне вакви музички документарни филмови и што е на кое што дополнително пак доколку има посетеност, а верувам има, според бројката на изданијата, дополнително мотивира во однос на тоа секоја следна да биде нели со одличен избор на програма како што е и овој. Програмата секогаш не е различна, така и публиката. Значи не постои начин како да се најде некој НСДС само еден профил на луѓе кои што доаѓаат кај нас. И тоа е она убавото, бидејќи отвара многу дебати, многу интересни идеи и тоа е и она што го гради и она напред што го правиме, нели? Секогаш интересно кога ќе се воведе некоја нова содржина. И тоа е таа разновидност и едно на што го градиме и Нинат. Така е, Нинат, да подсетиме денеска во 19 часот отворањето на фестивалот. Предпоставам дека и утрешните проекции би биле од истиот термин, или? Двата дена почнуваат од 19 часот. Програмата е објавена и ние само дочекуваме како добри домаќини. Да. Се гледаме да во Киното Фросина, во Младинскиот културен центар, пред да те одјавиме, не ми одговори на најпрвото прашање што го поставив, а тоа беше дали веќе го испи твоето утринско кафе и дали си тип на човек кој што ужива во мирисот на кафе. Да. Се уште го пијам. Добро, значи заедно со нас. Имам да се пофалиме на специјално кафе од Руанда, кој е така ароматизирано. Од каде? Од Руанда. Аха. Сум голем љубител на кафе и редовно купувам, или луѓе кои што патуваат ми купуваат кафе. Сега имам кафе од Руанда. И прекрасно ароматизирано и уживам моментално. Силно кафе? Додека зборам со вас. Силно кафе е ова што го конзумираш, јако? Тамам. Добро, супер. Нена, ти благодариме многу за овие утрински разговори. Продолжи и понатаму да уживаш во кафето како страствен љубител. И посакуваме и ова 11-то издание да помине онака како што треба, да дојдат вистинските љубители на музичките документарци, да ги погледнат и оваа година, она што вие го нудите и секако да уживаат во добрата дружба. Ви благодарам и веканам вас и вашите гледачи да се придружат вечерва. Се гледаме.
Поздрав и убав ден и успешно 11-то издание на Скопје Cinema City, и тоа е дел од оние информации кои што ги најавуваме и ги посочуваме и препорачуваме за да поминете убаво и квалитетно време. За оние кои што како Ненад го пијат утринското кафе заедно со нас, нека ви е на здравје. Ние во моментот уживаме како во мирисот, така и во вкусот, и тоа е еден одличен момент за добар старт на денот.